На Петровден, на 12 јули, земјоделците од Прилеп, Битола, Тиквешијата и од Радовишко-Струмичкиот регион ќе организираат предупредувачки штрајк во Прилеп за како што велат неисплатените субвенции во повеќе гранки, неисплатените ковид пакети за тутунарите и лозарите, како и немањето на соодветна аграрна политика. Организаторите обвинуваат дека ситуацијата со земјоделството во Македонија била алармантна. Борчиме на секаде, кон аптеки, кон сите наши добувачи. Рекроматеријалите се поскапени за 30-40%. Сега нова удар за нас, земјоделците, е зголемувањето на нафтата, на дизел горивата. Се оди во нагорна линија, а цената на нашите производи останува иста, а и се намалува. Значи, ова е веќе неиздржливо. Владата мора да преземи мерки за наша заштита. Земјоделците се буквално доведени до социјални случаи. Значи, доведени се едноставно да не може да функционират. Значи, животниот стандард е на нула. Репроматеријалите се качуваат, значи, цените паѓаат на земјоделските производи, со пласманот има страшен проблем. Општо е хаос владее, значи. Државата нема никаква стратегија, нема никакви мерки не се презимат за санирање, значи буквално немаме веќе сила за да работиме, да продолжиме, значи. Сточарите обвинија дека поради тешката состојба, немањето субвенции, ниската откупна цена на млекото, веќе започнале да се продаваат и цели фарми со крави. Обвинуваат дека дел од млекарниците увезувале млеко, а нивното не го плаќале реално. Слична била состојбата и со лозарството, каде велат дека никој не се грижел за нив. Неисплатени субвенции за 20 година за млеко, по грло, значи буквално не е ништо исплатено. Сите ги чекавме до 36-ти, еве не ги зедовме. Од друга страна, сточната храна веќе оди во нагорна линија и ја нема доволно да се купи на пазарот. Едноставно не знам како ќе издржиме и до кога ќе издржиме вака. Сточниот фонд нагло се намалува, се продават фарми, сите крави се продават. Тешко за издржливост. А сега ние произведуваме гројзе, а не знаеме кој ќе го откупи, по која цена, пошто лани земаа гројзе по 3 динара, по 4 динара, по 6 динара и никој ништо не превзима, затоа што инспекторатот како инспекторат требаше да превземе, пошто имаше утврдени цени некои 11 динари, Вранец 9 Семедаревката, але од тоа ништо не се превзема. После имаме проблем со наводнувањето, имаме проблем со зелената нафта. Сега зелената нафта, министрот одговорот кажува дека доправа ќе преговорале кој ќе го земел тендерот. Ами нафтата се дава на пролет, а не на есен. Земјоделците рекоа дека ако не вроди со плод овој предупредувачки протест и не им се исполнат барањата во најскоро време, ќе се подготвувал генерален протест на ниво на цела Македонија.